Вести на Канал 8, добар ден. Представници на американската компанија Амфенол ја посетија општина Кочани и остварија средба со градоначалникот Димитровски. На средбата се разговараше за реализирањето на најавената инвестиција, со која треба да се вработат 1500 лица. Еден ден по официјалната најава за влез на странска инвестиција од 6 милиони евра во производствен капацитет во Кочани, представниците на американската компанија Амфенол уште еднаш ја потврдија својата намера. Во локалната самоуправа се сретнаа со градоначалникот Димитровски и разговараа за натамошното реализирање на потфатот, што треба да значи заживување на економијата во целиот микрорегион. Подпредседателот на корпорацијата и директор на автомобилската групација на Амфенол, Џон Тренор, рече дека биле разгледувани повеќе потенцијални локации за инвестирање, но откако го избрале Кочани, задоволни се што пробното производство започнало брзо и успешно. Инвестирањето во почетокот ќе биде поголемо, бидејќи е потребно да се направи капиталната инвестиција. Ние веќе направивме значително вложување и ќе продолжиме така во иднина, а целата инвестиција ќе опфати период од 5 години. Во моментот имаме 70 работници кои се ангажирани по само 4 месеци од производството овде, но тој број многу брзо ќе се зголемува во зависност од тоа како компанијата ќе се развива. Очекуваме дека до крајот на 2014 година тој број ќе изнесува од 250 до 300 лица, а за 5-годишниот период мислам дека 1500 е реална бројка. Секако не можете однапред да знаете што ќе се случува во економијата, но се надеваме дека се ќе се одвива добро и ќе достигнеме 1500 вработени во Кочанскиот регион. Тренор рече дека во моментот производството се одвива во изнаемен објект што ги задоволува потребите, но наскоро тој ќе стане тесен, па се разгледувале неколку опции. Тоа би значило можност за изградба на сосема нова зграда или преземање на некоја веќе постоечка, за што се споменуваа и дел од погоните на поранешен атом. Градоначалникот Димитровски рече дека е задоволен како се одвиваат најавите за инвестирање во нашата општина. Разговаравме за тоа какви се нивните планови понатаму, како што треба да направи општината, што треба да им помогне и најдовме еден заеднички јазик. Тие се по втор пат, генералниот менаџер е сега по втор пат, меѓутоа нема му се допаѓа Кочани, најавува дополнителни 300 вработувања уште оваа година, најавува проширување понатаму и очекуваме дека ќе ни биде постојан гостин и оваа година и во наредните години ќе биде постојано присутен и тој и компанијата Амфенол во Кочани. Американската корпорација Амфенол произведува кабли за вградување во автомобилската индустрија, како и екстремно големи антенски структури што телекомуникацијските компании ги користат за нивните базни станици за мобилната телефонија. Иако се работи за различни видови производство, и двата се однесуваат на електронски и комуникацијски делови, од кои засега едниот ќе се произведува кај нас. Учениците во завршна година за прв пат полагаа екстерно тестирање. Во двете училишта во Кочани првиот ден од тестирањето помина без проблеми. Успешно заврши првиот дел од екстерното тестирање за учениците во завршна година во двете средни кочански училишта. По средното општинско училиште Гошо Викентиев полагаа 234 ученици, а тестирањето помина без никакви проблеми. Во средното општинско училиште Лјупчо Сантов полагањето беше спроведено во 3 сесии. Првата започна во 9 часот и 30 минути. Сите тестатори, сите администратори, целата екипа, заедно со учениците, кои што се најважен дел од екстерното оценување, се јавија. Во текот на денот се одржа уште 2 сесии на општо задоволство на сите, без никакви проблеми. Екстерно не полагаа само по 2 ученици во двете училишта, кои тоа ќе го сторат дополнително. Следниот термин за полагање екстерно е 24 јануари. Надеваме дека веднаш што ќе им се подобри здравствената состојба, ќе биде организирано полагање и за нив. Во петок не очекува вториот дел од екстерното тестирање за учениците од завршната година. Се надеваме дека и во петок ќе немаме никакви проблеми, дека се ќе помине во најдобар ред. Екстерното тестирање на матурантите од гимназиското, стручното или уметничко образование во сите средни училишта во земјава беше спроведено на 22 јануари.
Министерството за образование и наука креираше систем во кој за матурантите во завршна 3 или 4 година средно образование беа достапни околу 60.000 прашања за сите предмети од сите видови образование, но токму најголемите забелешки беа упатени на содржината на прашањата. Полагањето на екстерното тестирање за учениците од прва, втора и трета година ќе биде спроведено на крајот од учебната година, односно во месец мај. Комуналното јавно предпријатие Водовод ќе ја мери потрошувачката на вода на јавните чешми и фонтани за да ја пресмета како трошок. Согласност за тоа е добиена и од Советот на општината, па се очекува наскоро да бидат поставени мерни уреди. Комуналното предпријатие Водовод ќе ја наплаќа потрошувачката на вода од јавните чешми и фонтани по цена од 10 денари за метар кубен. Барањето што за таа цел го достави до Советот на општина Кочани беше прифатено, со што доби зелено светло одлуката да се реализира. Давачката нема директно да падне на товар на граѓаните, туку ќе ја покрива локалната самоуправа од сопствениот буџет. Оценка на одговорните во комуналното предпријатие е дека количината вода што се троши за јавните потрошувачи е во рамки на планираното. Сепак, неопходно било и таа да се стави во калкулациите за трошоците од работењето, што на крајот од секоја календарска година влегуваат во завршната сметка. Ја мислам дека општина Кочани и Водовод Кочани се еден од пионерите во уредувањето на оваа сфера, значи сета јавна потрошувачка која ќе биде регистрирана преку соодветни мерни инструменти ќе биде платена од страна на општината во вредност од 10 денари кои сметам дека ги покриваат основните трошоци за производство и дистрибуција на таа вода до тие точки. Потребата од мерење на потрошувачката на вода на чешмите и другите јавни места во градот се оправдува со зголемената контрола и намалувањето на загубите. Поставувањето на мерните инструменти Водовод ќе го направи на сопствен трошок, а се очекува добиените податоци да помогнат да се направи анализа дали некаде непотребно или прекумерно се троши вода. Во градот јавни потрошувачки места има на неколку локации, а најчесто се работи за чешми за пиење вода или инсталации за наводнување на тревниците и дрворедите. Скромна хуманитарна помош доби семејството Богатинови од Кочани кое живее во лоши социјални услови. По информацијата што ја објави Канал 8, представници од Сдруженијето Благородна мисија и од локалната самоуправа го посетија семејството и ја донираа помошта. Пакети со храна, средства за хигиена и со облека доби семејството Богатинови од Кочани, кое живее во субстандардни услови и со скромни месечни приходи. Помошта ја донираа представници од Сдруженијето на граѓани Благородна мисија и од општината, за, како што рекоа, барем малку да им го олеснат животот и да им дадат надеж. Се надеваме дека понатаму ќе се подобри ситуацијата, бидејќи незиниот сопруг има побарано работа, исто така и таа, меѓутоа незините приходи, нивните приходи се многу ниски, со 4500 денари не можат да ги покријат потребните трошкови кои што се и потребни, затоа Сдруженијето се обиде да и помогне во однос на облека на децата и некој вид на прехранбени продукти кои што се и потребни за понатаму. Од општината рекоа дека Богатинови поднеле барање до нив да им се помогне, па било одлучено помошта да биде заедно со донацијата на Сдруженијето Благородна мисија. Се надеваме дека тоа нема да биде единствената помош. Гледаме дека навистина во многу тешки услови живее ова семејство, а ситуацијата секако е отежната дополнително и од лошата здравствена состојба на двајцата сопружници и родители. Така што се што е до нас, ние ќе се трудиме да им помогнеме. Донацијата ја прими мајката Славица, која, иако боледува од церебрална парализа, ги пречека донаторите пред својот скромен дом. Рече дека е возбудена од посетата и што незиното семејство сепак не е заборавено. Оваа екипа тука што гледаме, да вистина ми донесе многу среќа. И ми е мило што пак повторно сум со вас. Како што Канал 8 веќе информираше, 4-членото семејство Богатинови живее од скромната плата што ја зема мајката, а сопругот поради болеста ја изгубил работата. Двајцата малолетни синови кои се во средно и основно училиште се одлични ученици, но поради лошата материјална положба со потешкоти го оформуваат образованието. Се надеваат дека општеството нема да ги заборави и ова нема да биде единствената помош што ја примиле.
Општината Чешиново Облешево ќе поставува сообраќајни знаци за позначајните културно-историски места на својата територија. Проектот е во фаза на подготовка и наскоро ќе се реализира на терен. Локалитетите кои имаат посебна историска и културна важност во општина Чешиново Облешево наскоро ќе добијат соодветни обележја. Во локалната самоуправа во подготвителна фаза е проект со кој на сообраќајниците во општината ќе бидат поставени специјални знаци што ќе ги упатуваат посетителите на местата што можат да ги видат. Парите за реализација на идејата се обезбедени преку Агенцијата за поддршка во земјоделството и руралниот развој, а таблите за знаците веќе се нарачани за изработка кај специјализирана фирма. Фирмата која што ќе ги произведува овие патокази или на некој начин кажано знаци за културните знаменитости во општината, очекувам во најскоро, во блиска иднина и то наскоро за овој месец ќе почне да ги поставуваме знаците со тоа што ќе бидат народот позапознаен со општината, кои ќе доваѓаат на туристичките места во Берово, на Голок, на Пониква. Со тоа се надам дека ќе постат дел убавините на нашата општина. Специјалните знаци и патокази за културно-историските и други знаменитости се со кафејава боја и најчесто, освен името на локалитетот, имаат и соодветен символ што го карактеризира местото. Во Кочанскиот микрорегион, општина Чешиново Облешево ќе биде прва што ќе го започне нивното поставување. Според најавите на градоначалникот Личков, ќе бидат обележени археолошките локалитети Свети Атанасе и кај Спанчево, Пилаво кај Борулчево, бањата во истоименото село и други места што можат да бидат интересни за посетителите. Според него, освен што ќе упатуваат на локалитетите, тие ќе помогнат и во обележувањето на населените места за кои досега немало соодветна сообраќајна сигнализација. Четврток во спортската сала е второто издание на хуманитарниот концерт по патеките на Тоше. Годинава се организира за помош на малиот Петар Николов. По патеките на Тоше, концертот што го организира Тоше Илиев од Кочани прераснува во традиција. Истиот има хуманитарна цел за помош на оние на кои им е најпотребна. И оваа година јас по втор пат поред, значи веќе традиционално го организирам хуманитарниот концерт по патеките на Тоше по повод роденденот на Тоше Проевски. Оваа година во прашање е малото бебе Петар Николов од Кочани, кој има потреба, финансиска потреба за лекување и операција во Италија. На концертот ќе настапат локални музички имиња. Ќе настапат Сања Левкова, Емил Арсов, Павле Зашев, Петар Малинов, Славица Стојанова, Ангела Савева, Марина Блажев и така натаму. Местото на настанот е спортската сала кај гимназијата Лјупчо Сантов. Почетокот 19 часот. Влезниците се по популарна цена од 50 денари. Ликовниот перформанс што Центарот за култура Бели Мугри по трет пат го организира во Кочани, годинава за прв пат финансиски е подржан од Министерството за култура. Годинава вниманието ќе биде насочено кон промоција на ликовните уметници кои ја создаваат културата во Кочани. Аматерска театарска представа, Петровденски конаци, концерт на фолклорниот ансамбл Мугри, изложби, како и во делот на инвестициите, санирање на санитарните јазли, се проектите на Центарот за култура Бели Мугри, кој годинава ќе ги подржи Министерството за култура. Покрај тоа, Министерството ќе инвестира и во компјутерска опрема, а годинава за прв пат подржано од Министерството, а трет пат се организира во Кочани, е ликовниот перформанс. Арт варијации, тоа го правиме секогаш на кејот на Кочанска река, учесници на повеќе уметници, 10-15 уметници секоја година имаме, интересен настан, посетен од јавноста. Во програмата на Центарот се предвидени и другите настани финансирани од сопствени средства и настаните што ги покрива и поддржува општината. Тука е драмскиот детски фестивал кој е поддржуван секоја година и оваа година ќе биде поддржан од општината. Петровденски конаци, како што спомнав, од 1 до 12 и од минатата година почнавме со патрониот празник одбележување до оваа година 2014 година, значи веќе е фиксиран датумот, значи тоа е 25 ноември.
Во склоп на одбележувањето на патрониот празник на установата се планирани промоции на книги, изложби, прикажување филмови. Настанот ќе биде во соработка со општина Велес. Според програмата планирани се 10 до 12 изложби во текот на годината, кога посебно внимание ќе се посвети на промоција на ликовните уметници кои ја создаваат културата во Кочани. Следува спортската информација. Општината подготвува монографија по повод 90 години фудбал во Кочани. Првиот состанок на одборот презакажан за нов термин. Поради поседата на американците на локалната самоуправа, беше одложен правичниот состанок на иницијативниот одбор што ќе работи на изготвување на монографијата за фудбалот во Кочани по повод 90 годишнината од неговото присуство. Состанокот најверојатно ќе се одржи в петок. Бидејќи ФК Витез постојал кусо време, најважната споредна работа на светот во Кочани се асоцира со Осогово. Она што е познато е дека на страниците на монографијата ќе доминираат фотографиите, ќе бидат опфатени сите делови од историјата на клубот, подемите и падовите, најголемите предизвици и незаборавните моменти. Отворено е прашањето зошто воопшто ќе се работи на нова монографија кога веќе беше издадена една од страна на покојниот Методи Хаджипаунов пред 10 години со извонредно систематизиран, организиран и автентичен материјал. Новите содржини ќе почиваат на веќе познати факти, со таа разлика што треба да ги опфатат последните катастрофални 10 години од историјата на Осогово. Во редакцијскиот одбор ќе бидат вклучени спортските работници и новинарите, како и лица од клубот. Тоа беше се што ви подготви екипата на Канал 8 за вестите. Ви благодариме што бевте со нас. Пријатно!